Кога ќе се рече Долна река и Мала река, се мисли на селата Гари, Тресонче, Осој, Лазарополе, Росоки, Каличник и други. Кога пак ќе се спомнат овие села, се мисли на луѓето од крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, на создадената плеада резбари, мајстори, ѕидари, иконописци и зографи. Тоа е река, регион во Дебарскиот крај. Таму се родили и живееле мијаците кои со своето творештво отворија нови страници во историјата на уметноста, со што ја збогатија историјата на својот народ. Во првите децении на 19-тиот век, мијачките резбари се овековечиле со иконостасите во Лесновскиот и Бигорскиот манастир и во црквата Свети Спас во Скопје. Тие копаничеле и по целиот Балкан, на Косово, во Србија, во Грција, во Бугарија, во Албанија и во Романија. По иконостасите, фреските и иконите на многобројните цркви и манастири ги оставале своите потписи со ознака дека се од река, пошто го добиле и називот Рекајлии. Тука, на ова подрачје, кое се вика Долна река, на стрмните падини од планината Бистра, каде што течат бистрите води на реката Радика, импозантно се издига манастирот Свети Јован Бигорски, билјурот на реката Радика. Старите конаци на манастирот Бигорски предизвикуваат посебен интерес кај посетителот. Некогаш целиот манастирски комплекс бил обкружен со стари конаци. Денес некои од нив не постојат. Тоа што е зачувано е редок пример на нашата народна архитектура од крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Конаците во Бигорски ги граделе рекански мајстори ѕидари. Истите тајфи што ги граделе куќите во Дебар, Струга, Охрид, Крушево, Тетово, Кратово, сочувани до денешни дни. Конаците се изградени од приземја и 2 ката, а се покријани со камени плочи, како што биле и првобитно. Мошне раскошно делуваат големиот број прозорци со решетки изработени од липово дрво, а меѓу нив и понекое бело платно од малтерисани и варосани површини. Тие имаат широк простор за одмор и можност за поглед кон белите масиви на планината Кораб и нејзините врвови Мал и Голем Крчин. Денешната манастирска црква се споменува во зографскиот поменик од 1527 до 1728 година. Манастирот бил основан во 1020 година, во 11-тиот век. Кога дошле турците, манастирот бил разоран. Во 1800 година монахот Митрофан се погрижил црквата да ја обнови и да ја направи поголема. Во овој манастирски комплекс е и машката трапезарија, најрепрезентативната просторија во склопот на конаците. Годината на незината изградба е забележана во надписот над еднокрилната влезна врата, кој гласи: Изгради си ја горни палат во лета 1814 со Божју помошт и молитвами сјата го Јоана предтечи и во времја
државнејшаго царја Солтан Махмуд и повелја Дебарского Јусуфбег и смиренаго игумена архимандрита Арсенија. Во дното на трпезаријата се фреските во апсидата, каде што се седиштата на владиците, а во секојдневието централното место му припаѓало на игуменот Арсение, старешина на манастирот и еден од најзаслужните за изградба и опремување на манастирот во првите децении на 19. век. Непосредно до апсидалниот дел на трпезаријата е сејменската кула, мал објект со приземје и 2 ката. Сејменската кула служела како стражарница на сејмените за одбрана на манастирот од плячкаши. Тука во неа живееле постојано сејмени, платени од манастирот за неговата безбедност. Во 1871 година игуменот на манастирот Михаил го повикал од галичник зографот Василije Гиновски да го наслика источниот зид на тремот од црквата. Покрај големата композиција на страшниот суд, посебно место заземаат фреските каде на мощен живописен начин е илустриран животот на Адам и Ева во рајот и надвор од него. Ликовите се предадени наивно, но за сметка на тоа доминира пејсажот со сиот животински свет, како и колоритот на фреските. Вистинското творечко чудо на Бигорски ни се открива со сета своја убавина во внатрешноста на црквата, каде што творечкиот гениј создал еден автентичен и неповторлив свет. Тоа се однесува и на живописот, и на резбаријата, кои откриваат едно автентично чувствување на стварноста и на библиската легенда што се преточуваат едно во друго.
Тука, во наосот на црквата, е и големиот иконостас во резба. На иконостасот се поредени, според црковните канони, големите престолни икони, работени од зографите Михаил и синот му Димитар, кои на покана од игуменот Арсение дошле од родното место Самарина, денешен Епир, за да работат повеќе години во манастирот Бигорски. На повеќе места на самите икони, тие ги оставиле своите подписи и ја означиле годината на својата работа. Синот Михајлов, Димитар, дури се замонашил во манастирот Бигорски и го добил монашкото име Данил. Зографската работа ја продолжил во манастирот и се подпишувал како Данил. Писах смирени Данил, монах, в лето 1834. Иконите во манастирската црква на Бигорски се сликани со топли тонови, со еден сензибилитет кој се приближува на животната полнокрвност. Ликовите на светците се полни со животна енергија и по својата обликуваност повеќе подсетуваат на ренесансниот концепт, одошто на поствизантискиот, на кој му е присушта строгоста и мистицизмот. Иконостасот во манастирот Бигорски е работен 5 години, и тоа од 1830 до 1835 година. Учество во изработката на иконостасот зеле повеќе мајстори, калфи, чираци и монаси. Покрај билната орнаментика на иконостасот во Бигорски доминира човечката фигура. Во повеќе композиции, сцени и поединечни ликови, изработени се околу 512 ликови на светци и други, додека бројот на животински фигури, птици, лавови, елени, грифони и друго, повеќе од 220. Поради вака големиот број човечки и животински фигури, иконостасот во манастирот е единствено тако вид на Балканот и неповторлив.
Иконостасот представува врвен уметнички дострел на комплексот Бигорски. Она што другите уметници на Балканот не успеале да го направат, им успеало на мајсторите од Река. Ним не им пречело тоа што се реализираат во црковен амбиент, да се впуштат во големата творечка авантура и да се обидат да ја помират библиската тематика со секојдневниот живот, создавајќи така една визија што го возбудува и современиот човек. Имено, библиската тематика, тие ја вселуваат во амбиентот на македонското поднебје, внесувајќи ја сета своја љубов кон својата земја, нејзините убавини и богатства. Во секоја сцена се чувствува сончевината на Македонија и нејзините природни убавини. Покрај строго библиски сцени, резбарите мијаци од Река внеле и сцени од секојдневниот живот на нашиот човек. Гроздоберач со кошничка враце од кинува гроздови, представен во облека како што носеле луѓето од реканскиот крај. Централно место од иконостасот зазема рождество Христово и влегувањето на Христос во Ерусалим. Едно од најавтентичните и најпотресните сцени во целината на иконостасот, без друго е сцената на гибелта на Јован Претеча, односно усекование главата на Јован Претеча. Една вистинска драма, сведена на реални животни димензии, како по амбиентот во кој таа се одигрува, така и по психолошките сенчења на незините актери. Од затворот, Јована го изнесуваат пред Ирод и пред джелатот,
кој професионално ја очекува пресудата. А во непосредна близина е и Иродовата ќерка Салома, која упорно ја бара главата Јованова. Јован спокојно ја дочекува екзекуцијата. Салома го игра својот прочуен танц. Реканскиот уметник ја облекол во народна мијачка облека, но разградена, така што нејзината фигура делува како да е дело на фиорентински мајстор, а не на мијачкиот самоук. Покрај иконостасот работен во резба, во црквата се наоѓа и владички стол наменет за владиката кога доаѓа на празникот на манастирот. Во долниот дел тој е украсен со лавови што со отворени усти лежат, со главата крената нагоре, символизирајќи ја својата моќ. Владичкиот стол е исполнет и со мноштво други фигури, вешто изработени од резбарите, тоа се срни, елени, грифони и друго.
Реканските мајстори со неповторлив усет за поднебието и со изразит сензибилитет за неговиот човек, во своите обликувања внесуваат динамика и движење, живот и животна уверливост на своите уметнички обсервации. Така ликовите од Библијата, што обично застрашуваат со својата мистичност, сега ни се откриваат како човечки суштества, со чија што судбина гледачот сочувствува и ги доживува како една поуниверзална и поширока експликација со екзистенцијалната проблематика воопшто. Авторите на иконостасот во манастирот Бигорски ги поставиле своите ликови и ликовите на нивните помошници на почетокот од иконостасот, иако тоа било спротивно на црковните канони. Во првиот ред, првата фигура го представува ликот на Петре Филиповиќ Гарката и на неговиот брат Марко од село Гари и на Макарije Фрчковски од Галичник. Во вториот ред се исто така мајстори и помошници, а во третиот ред калуѓери од манастирот. Пред себе тие го држат прирачниот алат со кој резбареле, а Гарката со кажипрстот на челото покажува и размислува околу изработката на иконостасот. Тоа што го направија резбарите од тајфата на Петре Гарката е неповторливо ремек дело од областа на резбарството на Балканот од тоа време.